Добро вечер, продукција Скок со нова емисија на истата тема каде што застанавме вчера. Зборуваме за Гостивар, зборуваме за напуштањето на теренот, напуштањето на надпреварот против Работнички, зборуваме за причината поради која што беше напуштен надпреварот, за судиските одлуки. Токму таа судиска одлука на главниот судија Игор Стојчевски денеска, понеделник, ден после надпреварот одигра на стадионот Бори Трајковски во Мажари меѓу домакинот Гостивар и гостинот Работнички, беше тема за расправа на највисоките органи кога е во прашање судиската фела во Фудбалската федерација на Македонија и сублимирано кажано во една реченица сите оние кои се стручњаци, кои се меродавни и мериторни за тоа донесо одлука дека покажаниот црвен картон на фудбалерот на Гостивар е оправдано доделен и го образложија по нивни речник во кој ја лично мислам дека ќе ме подржиш, не сакаме да навлегуваме. Но ајде малку кратко само. Ајде да го видиме спорниот момент, па ќе продолжиме веднаш. Ова е клучниот момент поради кој што екипата на Гостивар или поточно собственикот газда на Гостивар се симнува на теренот и ги повлекува своите фудбалери, екипата, стручниот штаб, сите, но не се случува тоа веднаш по досудениот црвен картон, туку се случува после примениот втор гол, да речам, после неколку минути. Тоа за мене останува и до ден денеска, значи и вчера и денес малку чудно, зошто не се реагира веднаш, но не се. Зборуваме за моментов на старт. Ако фудбалско-новинарски, репортерски придеме на овој момент, имајќи ги во предвид сите претходни околности, дека надпреварот бил исклучително фер, дека самите играчи играле без да се направи ниту фаул, да речеме во првото полувреме, кој беше коментар на фудбалерите кои меѓусебно се познаваат, дека немало индиции, провокации, да не речам плукање, влечење меѓу двете противнички тренерски клуб и стручни штабови, уште помалку меѓу играчите на самиот терен, а имајќи предвид дека се работи за дерби надпревар меѓу третиот и четвртиот тим, за директен дуел кој решава во таа борба за пласман и место кое гарантира, кое нуди и дава шанса за излез во Европа, мислам дека поискусен судија кој би ја гледал големата слика на овој надпревар и консеквенциите можни од таа одлука, би се задоволил со еден жол картон и остра опомена. Мислиш ли дека овој судија, дека Игор Стојчевски не е доволно искусен? Па не мислам дека не е доволно искусен. Не, дека потенцираше поискусен, заради тоа те прашам. Па искрено, сега ќе позборуваме малку и за тоа. Меморијата ме враќа многу наназад, уште од времето пред 30 години, кога да речеме покојниот Перула Костевски, славниот арбитар Гоце Попев, Ѓоко Цветковски, не знам, ред други овие сите Гоце Попев е судија, знам и другите. Ѓоко Стојановски, тоа се судии кои суделе, Томе Маноловски, кои суделе во поранешна Југославија, се префрлиле во независна република Македонија гледано фудбалски
И сега зборувам за нив дека во ваква ситуација мислам дека не би покажале црвена карта. Меѓутоа тоа е моје гледање на Јас нешто. вчерашната емисија кога ја правевме ти кажа дека може да се суди и не, јас го немам видено моментот, а денеска значи со моето скромно гледање или познавање на овие фудбалски правила или на ваквите стартови да кажам, спортски гледано дека има контакт со фудбалерот на работнички има, но тоа што јас како спортиста го гледам е дека фудбалеров на гостивар се гледа дека не оди на играчот, него се гледа дека оди на топката и цели кон топката. дека има намера. Може да се видат, повреди. се гледа дека цели кон топката, дека не цели кон нозете на противничкиот играч. Толку од тоа што јас разбирам, што и како повеќе не можам да кажам. Само да се надобразам на тебе. Фудбалерот, одбранбениот фудбалер на гостивар, прв стига до топката, ја удира и го менува правецот на движење на топката. Еве се гледа на снимката. Не можам да толку стручно да оценам. Се гледа. Само се гледа дека нема намера, апсолутно по мене нема намера. И пак ќе остана на моето репортерско новинарско видување, да не речам контролор од трибината, како гледаш дека немаше потреба за црвен картон. Ајде се вратиме на моментот кај што ги спомна овие некои што се покојни, судиите Гоце Попев, еве во оваа прилика да го поздравам, мој драг пријател да речам, или наш. Значи другиве се исто судии. Сакаше да кажеш нешто во врска со нив, имало вакви моменти? Апсолутно, кога зборуваме за судиски грешки, судиски превид, па и судиска намера да се помогне на еден противник да се заштити другиот, имало во минатото. Не дека немало. Немало повлекување на екипата од терен, немало такви неспортски потези, немало такви одлуки на газдите на клубовите, на председателите на клубовите и на одлуките, бидејќи секогаш треба машки да се издржи и кога ти е најтешко. Само ќе се подсетам, подготвувајќи се за оваа емисија, на еден надпревар меѓу Слога Југомагнат и Скопски Вардар, намерно верам Скопски за да помладите. А Слога Југомагнат е ова денеска Шкупи, што е? Шкупи, да. Добро. Некаде дали е првото првенство 92-93 или второто 93-94, не сум сигурен и релевантно, поентата е во нешто друго. Си игра на Чаир. Кога со Рафет? Рафет Моминовиќ, председател на Слога Југомагнат, извонредно еминентно спортско председателско име со голем авторитет, браќата Моминовиќи, подпредседател и спортски директор, Расим Ирелов, на другата страна спортски директор или директор на клуб Драган Томовски, председател Филип Ѓурчиновски, Вардар топ тим. Топ тим, Шеиновски, Шакири, Чирич, Милошевски, Љупчо Марковски, Калц, не се сеќам кој бранеше, Петар Милошевски, Нема да ми кажеш дека Зеки не, па Гојовчев. рече дека нема напуштено никој. За судење се, за судијата нешто ти кажа. Судија на овој надпревар беше Ацо Мировски Шац, популарниот Шац. Еден добар судија исто за наше правенство, умерен судија, квалитетен. Што се случува, морам да објаснам. Шац досудува словеден удар за Слога Југомагнат некаде на 16-17 метри од голот на Вардар. Капитен на Слога Југомагнат беше славниот Неџмеди Мемеди Нечко, наш добар пријател со кога сме интервју, беше капитен на Слога Југомагнат. Искусен фудбалер, добар фудбалер. Репрезентативец. Додека голманот на Вардар го мести живиот зид и им кажува лево, десно, играчите на Вардар свртени со лице према голманот и го местат живиот зид, бидејќи беше сериозна ситуација за гол за Слога Југомагнат. Неџмеди Мемеди ја фати топката, ја намести и го изведе слободниот удар велемајсторски во празниот дел од мрежата, каде што немаше никој. Голманот стоеше до стативата и го местеше. И? Дали веруваш дека Ацо Мировски Шац го призна голот и вака хладнокрвно покажа на центар? И вардарци Ние прво се смеевме, вардарци полуде. Ја известував во тој надпревар. Имаше таму еден кафе с новинарска лоза на чај, со куп новинари известував. И како реагира Вардар? Вардарците прво бесни, прво не веруваа дека може да го мислат 1 април. Да. Реагираа, се бунеа, се влечеа. Имаше прекин 5-6 минути. Ама не напуштија. Не напуштија. Сега да скратам приказката. Апсолутно нерегуларен гол, гледано по сите нишани. Единствено, судијата се извади сите овие контролори, дека во дадената ситуација не покажал судијата дека морал да свире за да се изведе. Нели обично викаат судиите, го држи сврчите и вика, му покажал на играчот што треба да изведе. Шац тамо не покажал, се сеќам и на тоа, Нечко го изведе, 1-0. Вардар, поентата на сето ова е,
Вардар не го напушти теренот. Види, во И тој изгуби контекст 1:0. разбирам која ти е димензијата што ја фаќаш. Во истиот контекст, значи мене апсолутно еве како некој што следи фудбал, не ми е, значи не можеме луѓе туку така да си повлекуваат екипи од една страна, но пак од друга страна, кажавме во некои од другите емисии, низ целото ова првенство, низ сите надпревари, се провлекуваат судиски одлуки од различни луѓе, од различни судии. И на различни екипи, не се апсолутно на различни екипи, така, каде што се гледаат, се очигледни се судиските грешки, потоа има реакција од куќата на фудбалот, од стручните таму, Имаш и одредени казни за одредени судии? Така, има одредени казни се, но некако, знаеш, како да е поделено сега, дека судиите грешат. Но тоа пак дека значи дека треба да си напуштаат сите кои што грешат, па знаеш, Не. па јас еве за оваа сезона не можам да кажам сега и малку намерно иронично се насмевнувам, нема да зборувам повеќе, но за други сезони во минатото, каде што сме ги гледале, за Вардар зборувам, па толку многу пати било штетуван. Значи лично што сме гледале, па никогаш Вардар не напуштил надпревар. Не само што не напуштил, немало никаква идеја на некој не помислил раководството некој на Вардар, на капитенот на Вардар или не знам на кого да му дое на крај памет да го напушти теренот. Да, од таму, значи, ниту едното го оправдам, ниту другото, но треба на вистина да се гледа онаа голема слика што ја кажуваш ти и во ФФМ сериозно да седнат и да размислат како да продолжат понатаму за да го спречат и едното и другото. Значи, од една страна да не се создава револт кај клубовите, во конкретниот случај мислам повеќе на Гостивар, не мислам на Воска, ќе образложам подоцна зошто ако се намести таков дел од разговорот, но и судиите малку да си поведат сметка без разлика што немаат вар. Разбирам дека немаат вар се, но треба малку да се повнимава на тоа. Дали ќе се сложиш дека ова не е големата слика на овој случај, на овој немил настан кога фудбалерите на Гостивар повикани од газдата, а спречувани од тренерите, од капитенот, од стручниот штаб да не излегуваат, дека има своја голема слика од аспект каде останува отворено прашањето до изречување на казни, та казни секако ќе има за Гостивар, дали Гостивар ќе продолжи да се надпреварува? Ајде, дали Гостивар ќе продолжи да се надпреварува, а после джинглот. Додека се чека одлуката на дисциплинската комисија од ФФМ во однос на казната на Гостивар поради напуштањето на надпреварот со работнички, има хипотетички две работи кои што може да се служат. Гостивар дека ќе биде санкциониран ќе биде, но може потоа да продолжи да игра или ќе биде санкциониран со одреден број одземање бодови, но може и да отстапи како Воска да не игра. Што се случува ако продолжи да игра, а што се случува ако не продолжи да игра? Да ја објасниме прво големата слика, условно кажам, и за македонскиот фудбал, и за Фудбалската федерација на Македонија, и за сите нас кои на некој начин сме инволвирани во македонскиот фудбал, а големата слика вели дека е добро Гостивар да биде казнат и да продолжи да ги одигра овие 4 кола. Зошто го велиме тоа? Бидејќи Гостивар покаже и потврди низ постигнатите резултати дека има исклучително добар тим, исклучително добри поединци и не случајно и симнал по 4 бодови на Шкендија и на Силекс во меѓусебните дуели. Еве да се потсетиме, шесто коло вели во Кратово Силекс Гостивар 1:2, победа на Гостивар. Седмо коло, наредното коло во Гостивар Шкендија 3:1. Два претенденти за шампионската титула Гостивар во две кола Гостивар ги победува и тоа 2:1 убедливо Силекс на гости, 3:1 убедливо Шкендија дома. Во вториот круг Гостивар го пречекува Силекс. Во Гостивар одигрува нерешено 0:0. И со Шкендија гледа. Наредното коло оди на Шкендија во Тетово, одигрува 0:0. Значи исклучително силен клуб. Па еве ги. Квалитетен клуб. И сега, поентата на сето ова е, во третиот круг, во овие последни 4 кола, Гостивар треба да игра со Силекс во Кратово, 31 коло, и да пречека Шкендија во Гостивар, односно во Мажари на стадионот Борис Трековски, 32 коло. И со Вардар гледам последно коло, не е значително такмица. Добро, ги зборуваме со... Не, по ова апсолутно, значи жално е и некако неспортски, не фер да не продолжи да игра,
Дури на Силеш и на Шкендија ќе им биде неприродно да ги освојуваат бодовите со Гостивар на зелена маса. Дали личи то, дали фудбалерите и тренерите ќе се чувствуваат добро, ај победивме служба. Да. Не, види, денеска ти зборуваше со многу луѓе и се биде токму на оваа тема. Значи, ветриштата што дуваат од раководството на Гостивар не се оние истите што дуваат од раководството на Воска, кога Воска веднаш по отстапувањето, по прекинување најави повлекување. Кај Гостивар, случајот со Гостивар не е така, и јас сакам информацијата што ја имам да ја споделам, а таа е дека не се точни шпекулациите кои што ги имате, дека Гостивар нема веќе пари и готово газдава ради тоа сега прави, сака да си оди. Не, напротив, газдата сака да остане во Гостивар, сака да остане да вложува во македонскиот фудбал. Значи тоа е дефинитивно. Се зависи каква ќе биде одлуката на Фудбалска федерација на Македонија, односно дисциплинската комисија. Ајде да разгледаме и втората хипотетичка можност да не игра. Постои, теоретски постои. И ако не игра, што? Кој ќе кјари најмногу тоа? Ајде. Распоредот вели дека Битолски Пелистер ќе биде најсрекниот тим, условно кажано, доколку Гостивар не продолжи да игра, бидејќи веќе Воска се повлече и не игра, а Пелистер во 30-то коло, наредното коло, кој се игра на 4 март, треба да му гостува на Гостивар. Хипотетички сега, нели, замижуваме Гостивар да игра. Бидејќи Воска е откажана, ако се откаже и Гостивар, Пелистер ќе има 2 кола пауза доаѓа? Да, на 4 во наредното коло на 7 мај, Пелистер нема да игра против Гостивар и против Воска, а ќе освои 6 бодови. Глупости, и сега зборуваме за регуларност, да фер или за нешто. Ова е распоред. Не, распоредот го гледам, значи не е добро. Не е добро, од спортски аспект гледано не е добро. И што кога веќе ја спомнуваш Воска, ми доаѓа самото по себе, што со оние екипи кои што Воска ги победила, еве го, а сега се борат коло Воска Беса 2:0. Значи Беса се бори за опстанок. Беса е оштетена сега во случајов затоа што Воска ја победила Беса, а Беса да било сега Воска да не се рачуна поразот на Воска, на Беса од Воска, може Беса нема да се бори за опстанок. Пример. Не, добро, они играат пак уште една, Беса ќе освои сега службени бодови во 32 коло. Да, има некој. Ама оде губи. Да. А на преварот Воска Брера 3:1, Воска ја победила и Брера. А ова па уште поинтересно, 25-то коло. Ова истиот Гостивар заради кој што правиме вечерва еве исто емисија, Гостивар загубил од Воска 0:2. Овие 3 бода го чинат Гостивар третото место, а не бодовите против Работнички. Може и така да се гледа. Добро, ова е мала некоја весела математика. Да. Не весела математика, ова се факти. Добро. Ова се факти. Може и така да се каже, а да биде пошармантно за гледачите. Абе какво шармантно? Шармантно, луѓето зборуваат за регуларно или нерегуларно првенство, шармантно. Ајде да го кажеме нашиот став, значи пак ќе повториме под лупата на УЕФА, да не речем под лупата на ФИФА. Кога не очекуваат и настапи на репрезентацијата во јуни против Белгија во Скопје и на гости во Казахстан, секако дека е добро да преовлада тој спортски аспект, тој аспект на ферплей. Апсолутно така. Тој дух на надпреварување, тој дух да се освојуваат бодовите на зелениот терен, а не на зелената маса. Од тој аспект, мислам дека има паметни луѓе во Федерацијата на Фудбалска федерација на Македонија и во незините тела, органи, инстанции кои решаваат, да не речеме и управниот одбор и во комитетот за итност, кои може да донесат праведна одлука, се тоа сепак да се заврши на некој спортски дека Гостивар ќе биде санкциониран и треба да биде, затоа што не може на кој како му текне, јас сега ќе ја повлечам екипата. Тоа да сме на чисто. Но дека треба да се внимава поаѓајќи од фактот дека значи газдата или сопственикот на клубот или спонзорот како и да е сака да остане во клубот, значи човечки е да се сгреши, па на крај крајва како судиите грешат, па продолжуваат да судат. Па сега погрешил ли овој, па нека продолжи да игра кога веќе има таква желба. И сериозна, стварно сериозен клуб јас колку што успеав да добијам информација. Многу добро го објаснуваш ова. Денеска ти ги имаше тој дел од работата во подготовката на емисијата кога е во прашање Гостивар и нивниот официјален став, ти го изработи тој дел, но фер е да се каже дека Гостивар
сака да остане во лига и Да, чека, да, мудро, да. мудро молчи, не се откажува од лигата не се откажува. после изигувањето. Не се откажува. Така гледаме и ние, така гледа и јавноста. И да не заборавиме, санкцијата е од 3 до 9 бода. Значи може да биде и 3 Па ќе бода. видиме, тоа мора да се реши деновиве, не може да се чека. Да. Добро, тоа е генерално е тоа, значи пораката што сакаме вечерва да испратиме е дека шпекулациите дека фудбалскиот клуб Гостивар банкротирал или не знам се предомислили, не знам што, не погрешиле, не се за оправдување, но сакаат да останат во лига. Се чека на ФФМ. За Воска веќе завршена приказната, официјално денеска не се појавуваат на надпревар. Да, понеделник, последниот надпревар од 29-тото коло, Воска требаше да игра со Брера во Струмица. Беа присутни домаќините, службените лица, сите така велат информациите во јавноста. Јас да ти кажам, 3:0 за Брера, Воска оди во најнизок во рај, најнизок четврта рај. лига. Јас да ти кажам другото, сакам вака да затвориме емисијата, значи овие две случувања нека бидат еден вид освестување за сите што се во инволвирани во македонскиот фудбал, вклучувајќи и нас како новинари, како фудбалери, раководство, спонзори, директори, фудбалска федерација, сите тела и органи, дека неопходно е да се бара заеднички јазик помеѓу оние кои што негодуваат и оние кои што се тука да ги спроведуваат правилата, што одлучуваат. Треба ароганцијата да се сведе на минимум. И едните и другите грешат. И ние грешиме. И ние грешиме. Значи и судијата греши, и новинарите грешат, и дисциплинците грешат, и у фудбалска федерација знаат да направат челниците погрешни потези, некои па после да ги видат. Ништо страшно. Човечки е да се сгреши, човечки е да се признае грешката, човечки е да се продолжи онаму каде што се застанало, а да се плати, условно кажано, казната поради грешката, и тоа е тоа. Никој нема да добие, да ќари, доколку се откаже уште еден клуб од македонската прва лига, и за оние што велат, па ако веќе ајде сите и овие редат клубови, сите во четврта лига преку глава ние, Не. значи не е тоа добро, како што не е добро и клубовите кои што се чувствуваат засегнати и оштетени да реагираат на овој начин на кој што реагираат. А никој да не ги сослушува и да се обиде да им објасни и да најде начин дека и некогаш и тие се во право. Мислам дека големата слика... Ова не е за гости, ова е за сите кои се жалат. Големата слика е на сите ни треба мудрост, да побараме, да пробаме, да се обидеме сите да си ја најдеме мудроста, за да видиме големата слика, а големата слика е македонскиот фудбал. Тоа е. Ако немаш што да додадеш, не. Јас ќе ви кажам, кликнете лайк и кликнете subscribe. Се гледаме, можеби уште утре со уште една емисија. Довидување до скоро.